На денешен ден, 19 март. – 1813 година. Роден е Дејвид Ливингстон, шкотски истражувач на африканскиот континент. Ги откри викторијанските водопади, езерото Њаса и многу други езера. Повеќе од 30 години престојуваше во Африка, а умре во 1873 година и како најголем британски истражувач на Африка, погребан е во Вестминистерската катедрала во Лондон. 1817 година. Во Братислава е роден Милослав Хурбан, словачки писател, критичар и историчар. Најпознати негови дела се Словачка и незиниот културен живот, биографија на Људевит Штур и други. Умре во 1888 година. 1821 година. Роден е англискиот истражувач, писател, преведувач и дипломат Ричард Бартон, прв европеец кој предводувајќи ја експедицијата со Џон Ханинг Спик во 1858 година го виде езерото Танганјика во Африка. Работеше во британската војска во Индија, а беше и конзул на Бразил, Сирија и во Италија. Како исклучителен полиглот, многу преведуваше, вклучувајќи ги прекрасните преводи на арапските приказни 1001 ноќ во 16 тома, Миризливата градина на шеикот Невзау, напиша повеќе од 50 патописни книги од различни делови на светот, повеќето екзотични. 1872 година. Роден е рускиот балетски кореограф Сергеј Павлович Ѓаргиљев, еден од најголемите во историјата на балетот, основач на прочуената група Руски балет, кој со исклучителен успех настапуваше од 1909 до 1920 година. 1903 година. Идеологот на ВМРО Гоце Делчев со својата чета го разурна тунелот кај реката Ангиста, Серско во Егејска Македонија. Тоа беше последната негова акција против османлиската власт пред неговата смрт. 1925 година. Во Прилеп е роден Јордан Грабуловски, македонски скулптор, еден од наистакнатите македонски уметници, познат по своите дела не само во земјата, туку и во странство. Од неговите дела, со својата грандиозност, убавина и посетеност, посебно место зазема споменикот посветен на народно-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, свечено отворен на 2 август 1974 година. Умре во Скопје на 26 мај 1986 година. 1933 година. Роден е американскиот писател Филип Рот. Дела романите Гради, Наша банда, голем американски роман, Професор за желби, Кога беше добра, Ослободениот Цукерман, збирката раскази Збогум Колумбус, есејот Читајќи се себе и другите. 1976 година. Во Загреб умре Иво Тијардовиќ, хрватски композитор, диригент и сценограф, еден од наистакнатите во поранешна Југославија. Роден е во Сплит на 18 септември 1895 година.